Поради алармантната издашност на изворот Студенчица од само 510 литри вода во секунда, што е блиску до историски нениското ниво на изворот кој изнесува 490 литри. Прилеп, а особено високата зона на градот, изминативе недели се соочуваат со големи проблеми и рестрикции при водоснабдувањето. Доколку не се подобри хидролошката ситуација, околу 200.000 граѓани на Кичево, Крушево, Македонски Брод, Прилеп и другите помали општини, кои што се приклучени на Студенчица, може да ги снајде вистинска катастрофа. Деновиве Прилеп конечно најде решение за високата зона од градот, но за жал и тоа е само привремено, бидејќи издашноста на изворот постојано опаѓа. Пронајдовме начин низ севководот со манипулација на вентилите да успееме од бунарите да качиме вода до стариот Варашки резервар. И преку препумпна станица истата ја вбризгуваме во кружницата, која што е главната линија за водоснабдување на високата зона на градот. Од 510 литри на Студенчица Прилеп добива само околу 130. 25 литри се добиваат од старите градски извори, а останатите потреби се задоволуваат од 15 бунари кои вкупно ги има 25. Но Прилеп реално дневно троши над 400 литри вода во секунда. Со издашност на Студенчица од околу 500 литри во секунда можеме да очекуваме само дека секој домаќинство ќе има вода. Се надеваме дека ќе се подобри хидрометеоролошката состојба. Ако оваквата суша, гледате, од март нема заврнато продолжи, постои опасност и да опаѓа дополнително Студенчица, меѓутоа и да опаѓа така нареченото бунарско огледало, односно нивото на бунарите, со што бунарите практично би биле во функција, би почнале да влечат песок наместо вода. Инаку понекогаш водата во Прилеп доаѓа матна до домаќинствата, но тоа според директорот Јаневски било поради мешањето на водите од Студенчица и бунарите, но за сега таа била хемиски и бактериолошки исправна. Се апелира на максимална граѓанска совесност да се штеди водата за да се избегне катастрофа.